Законот за попис во Собранието на Република Македонија беше донесен без потребниот политички консензус и спротивно на сите декларирани, кои денес гледаме дека беа лажно декларирани заложби од владеачкото мнозинство. Беше истуркан закон кој што пред се остава тежок сомнеж во општеството дека овој попис наместо статистичка се планира да се изведе како политичка операција. И покрај тоа што беше и се уште јасно, укажувано од ВМРО ДПМН дека Македонија мора да спроведе попис за да може врз реални податоци да се планираат политиките во македонската држава, власта се одлучи сиот овој процес од креирање на законското решение, па и до затворање на пописните резултати да го спроведе сама, без консултација на опозицијата. Морам да се навратам на процесот на креирање на законското решение, кога беа одбиени 40 амандмани поднесени од опозицијата, зборуваме за суштински амандмани, кои што ќе допринесеа за квалитетни и прецизни дефиниции во законот за попис. При тоа, не можам да го прескокнам главниот момент, а тоа е изоставувањето на методологијата за спроведување на пописот како дел од ова законско решение, момент кој што е присутен во секое законско решение на државите каде што се спроведува попис на население. Почитувани, власта донесе закон за попис, кој што создаде недоверба во македонското општество и ги распали политичките желби и наддавања. Се погласни се реакциите во општеството дека оваа пописна операција ќе биде израз на политички договор наместо на статистички спроведена операција, а тој момент се темели врз начинот на кој што ќе се води истата, без приложени документи, без јасно дефинирање кој ги дава податоците, како и на крајот врзаниот подпис меѓу двајца именувани функционери, секако од партнерите на власта. Сето ова покажува свесност кај власта дека законот е донесен без потребниот консензус. Во себе има многу недоречености, а сето тоа гради недоверба во сиот процес, па уште од сега власта се обидува да изгради алиби за евентуален пропаднат мощна скап пописен процес. Од тука посочувам, ВМРО ДПМН јасно стои зад потребата во Македонија да биде спроведен попис, но како статистичка, а не политичка операција. Закон за попис донесен без политички консензус, како впрочем и за сите важни прашања во општеството, како што се националните интереси, образовните реформи, справувањето со здравствената криза, справувањето со економската криза, судските реформи, како и за сите други круцијални и важни прашања. Евентуалното прекинување, неточните податоци, па и евентуалниот фалсификат, што би предизвикало понатамошни поделби во општеството, непризнавање на пописните резултати. За ова одговорноста ќе си ја сносат единствено Зоран Заев, Бојан Маричич, пратеничките групи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ДУИ, како и директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски и неговиот заменик од коалициониот партнер ДУИ господинот Селами. Ви благодарам. Прашања? Дали ова операција на собирање на подписи за поништување на закон би имала ефект со оглед на тоа дека сепак законот повторно ќе бъде во парламентот со 61 глас за да се подпише? Нас не ни оставија многу простор за маневар, бидејќи ова е нетранспарентна хибридна власт која што ги спроведува работите од озгора, и на тој начин самото парламентарно мнозинство, како што може веќе да се осведочи македонската јавност, е само една гласачка машинерија без никаков импут или собствен став. Оттаму ние како опозиција
прво одиме нели со чекор кој што е легален и издржан, да се изброиме, да видиме колку од македонските граѓани сметаат дека ова законско решение е недоречено или несоодветно и треба да биде нели променето. И оттаму со таа бројка позади нас ќе почнеме и ќе пробаме тој процес да го смениме во рамките на институцијата, тоест на Македонското собрание. Како што можете да забележите, сите наши потези и сите наши политички одлуки ги носиме во интерес на македонските граѓани. Ги носиме токму со цел да можеме да овозможиме услови во кои реално ќе се создаде навистина една атмосфера во која на македонските граѓани и сите оние кои што престојуваат на територијата на Република Македонија изминативе 12 на месеци да го стават својот подпис и да се декларираат како би можело да се изврши статистичката операција. Но треба да знаете уште една работа. Како што е планирано вака на ура и како што се донесе во Македонското собрание, се прекршени одредени законски норми во однос на самата постапка за спроведување на пописот. Заради тоа и тие немаа можност за маневар нешто да променат, ниту да прифатат некои од нашите сугестии. Доколку го прифатеа предлогот за употребата на отпечатокот од прст, каде секој еден кој што ќе се попишуваше, ќе можеше да ги приложи своите вистински податоци и да биде идентификуван, тогаш кредибилноста на ваквото законско решение ќе беше на многу високо ниво и ние немаше да имаме маневар да бараме било каква промена, бидејќи тоа ќе беше еден гарантор кој ќе го обезбедеше и нашето присуство, политичкото влијание да дадеме позитивен дух на овој процес кој што се планира да се изведе во април. Но да не заборавиме, како што тргнале, доколку го спроведат пописот вака како што намериле во април, а во август ги објават пописните резултати, што следува потоа? Дали тука нема простор да мислиме дека има меѓукоалициски договори и одредени други сомнежи кои што го отвара целиот тој процес, како што кажав и јас на собраниската говорница пред Нова година, дали на вистина бројките кои што ќе произлезат од пописот, доколку не им се допаѓаат на партиските лидери од власта, нема да биде доволен показател нивното влијание врз директорот и заменикот директор на Заводот за статистика да извлечат од реверот пенкалце и да запишат бројки кои повеќе ќе им конвенираат. Тоа се прашања кои што ги мачат македонските граѓани, не прашања кои што ги наметнува опозицијата. Може да се прашање, но малку поопштено бидејќи сега зборуваме за еден процес кој што не е спроведен за 20 години и најавили не стави програми иста со државите кои што веќе самостојно како и како држава Зимбабве и така натаму. Пред 10 години пропаде процес кој што тогаш беше на власт и Народното со ваквиот став кој што има во сега како партија. Ако пак тоа ќе се фати причината дека е опозицијата повикуваше на бојкот и така натаму, и доаѓа во тоа позиција пак да пропадне процесот. Дали ќе сноси и допълнителна одговорност, бидејќи ќе видат се пак, ако не цела причина, пола причината што 40 години може ќе нема. Знаете како, за да можете да дадете одговор зашто пропадна пописот во 2011, треба да ги побарате изјавите на тогашните лидери и коалицијски партнери Груевски и Али Ахмети пред СЈО. Нека се одважат, нека ги дадат. Толку скап проект дадовме како македонски граѓани, нека ги дадат на увид нивните изјави, кои што кажали зашто е тој попис пропаднат, тоест прекинат. Овдека не станува збор за тоа. Ние како опозиција сметавме дека има прашања за кои што не треба воопшто да се дискутира. Тоа е интегритетот, тоа е темелот на уставноста и тоа е идентитетот и суверенитетот и унитарноста на Република Македонија. И тоа е наше легитимно право и тука е се во начелата на демократските вредности, либералните начела и она што нас не интересира, тоа се интеграцијските вредности и насоки. Она што ние сега го кажуваме, ако забележувате, кај ниту еден од нас не постои намера да се повика на бојкот. Ние не можеме да го натераме било кој македонски граѓанин да бојкотира, бидејќи на тој начин ќе учествуваме во нечие друго сценарио кое што е далеко од она што е наша политичка прагма и она што нас не интересира. Го кажав неколку пати низ медиумите, бев и во Телма, и на Алсат, и на Алфа телевизија, и на уште неколку радиостаници, каде што изминатиот период цело време го повторувам тоа, еве повторно ќе го кажам во интерес на јавноста.
Ние, како опозиција, пред 2,5 години, кога преговаравме за првичното законско решение, сакајќи да имаме консензус како општество и да се донесе закон за попис кој што ќе биде кредибилен и статистичка операција, инсистиравме да си се врати графата националност. Овие господа кои што сега раководат со Република Македонија сакаат да спроведат попис, но без национална графа. Тоа може, од тука само може да заклучите дека нашата намера никогаш не била некого да стопираме или да го девалвираме или да го негираме. Стекнатите права се стекнати права. Македонија мора да оди напред. И заради тоа треба да имаме попис во кој што не треба власта да се плаши да ја стави методологијата на увид. Не треба да се плаши и пред народните представници, но и пред македонската јавност, да биде транспарентна и да побара нивно мислење. Не треба да избегнуваат, барајќи одговори во минатото кои што толку инсистираат да го избришат, за сега да ни дадат контраргумент кој што е неиздржан. Едноставно, почитувани, ова законско решение е толку недоречено и толку неиздржано, што може да послужи единствено и само тука можам, еве и лично моje мислење кажувам, да видам некаква причина за негово спроведување, а тоа е да се одржи климавиот коалицијски капацитет меѓу Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. знаејќи дека истиот порано беше номиниран за области премиер. Јас не би можела да коментирам, бидејќи тие одлуки ги носи извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Јас сум пратеник од редовите на ВМРО-ДПМН и тоа би требало на повисоко ниво да прашате за да добиете соодветен одговор. Лично мислам дека господинот Зибери има легитимно право да се кандидира за таа улога. Па, веројатно да. Видете, ние како општество мора да научиме дека она што се случи во минатото, закопувањето во сопствените ровови, никому не му донесе добро. Зошто? Бидејќи нашите деца се иселуваат, Македонија се празни и тие не прашуваат која етничка припадност имаат. Сакаат подобар живот. Ако сакаме да ги задржиме, треба да им понудиме такви услови. Толку едноставно.